трети пат и одново ќе допринесе и веројатно многу ќе им значи на луѓето кои што имаат посебна љубов према танцот, кои што танцуваат и кои што ја сакаат ова уметност. На 28 овој месец започнува интернационалниот танцувачки надпревар Скопје Open 2017 во организација на танцовиот спортски клуб Ритам Плюс. На едно место навистина голем број на луѓе и на учесници, но сите детали, како што кажав, ќе ги дознаете преку разговорот со мојата следна соговорничка. Навистина ми е многу драго во Македонија денес да и посакам добри ден на Жаклина Ковачевик Божилова од танцовиот спортски клуб Ритам Плюс од Скопје. Добре ни дојдовте во Македонија денес. Приубава тема за разговор, би рекла еден посебно убав настан и долга традиција, навистина не е мала таа бројка, 33 пат да организирате и да успеете да го одржите овој настан, па како се чувствувате поради тоа? Па гордо се чувствуваме. Да спомнеме дека танцовиот спортски клуб Ритам Плюс постои 43 години и неминувно беше да се започне со организирање на еден ваков меѓународен надпревар. Така да ентузијазмот растеше. 1984 година е одржан првиот меѓународен танцов надпревар Скопје Open, кој што се одржи во спортската сала на кошаркарскиот клуб Работнички. Од тогаш до денес продолживме да го организираме овој меѓународен надпревар. Од година во година бројот на учесниците растеше, реномето растеше и може да се каже дека представува еден многу голем бренд во Европа. Затоа што танцовиот спортски клуб Ритам Плюс со самата организација на овој надпревар Скопје Open го изгради брендот и го направи како еден најпознат, најстар, најтрадиционален и единствен на Балканов и во Европа. За кој што можеме навистина да се гордееме и секоја чест би рекла за сето на кое што го правите. Може ли да се навратиме наназад низ годините? Вие ги споменавте почетоците. Јас претпоставувам дека е така од година во година овој настан расте, се проширува, веројатно и организацијата оди многу полесно, луѓето веќе добро го препознаваат, но ако говориме за едни почетоци или споредби, како било никогаш, а како било денес, можете ли вие лично пред да одлучите дали одиме кон подобро со текот на годината? Да спомнеме, во 1984 година кога се организираше првиот меѓународен танцов надпревар Скопје Open, учествуваа само танцови двојки кои што повеќето беа од Словенија, Хрватска, имаше и од Србија, танцови двојки од Македонија и тогаш се надпреваруваа во рамките на Танцовиот сојуз на Југославија. Може да се каже дека дел од тие танцови двојки денеска се реномирани инструктори кои што своето знаење и искуство го пренесуваат на младите деца и дел од нив дури стана и реномирани ВДСФ суди, кои што многу често може да се најдат на судиските панели широм светот, како што се на светските првенства во латино и стандард, европските првенства, светско отворените, интернационалните првенства и дел од тие суди ќе бидат присутни и на нашиот овогодишен танцов надпревар Скопје Open. Ќе бидат во токму таа улога, би рекла не лесна, меѓутоа многу убава. Верувам дека е убаво од таа страна. Почетоците на еден ваков сериозен настан, меѓутоа и функционирање на клуб како вашиот. Знаеме дека овој тип на танци се нестандардни за Македонија и за нашето поднебје, но може ли да се каже дека уште на самите почетоци кај нас сепак постоеше интерес за ваков тип на танци, бидејќи знаеме дека важиме за музикален народ, меѓутоа како реков ова не е нешто што го носиме во крвта. Сепак за нас е малку можеби потешко да се совлада. Значи со формирањето на танцовиот спортски клуб Ритам Плюс уште од самите почетоци 74 година, интересот беше многу голем. Танцови двојки имавме и премногу. Со формирањето на Танцовата спортска федерација на Македонија, можевме да кажеме дека се броевме околу 200-250 танцови двојки, што не беше многу мала бројка. Но како поминуваат годините навака, можеме да кажеме дека танцовите двојки се намалуваат, затоа што некако трендот во светот си го наметна своето место. Од секогаш Скопје Open бил познат по латино и стандардните танци. Убавината во танцот е во убавината на стандардните на латиноамериканските танци. Но сега моравме да се наметнеме и ние на Скопје Open да ги приклучиме
и останатите танци, кои што последните 5-6 години во Светската танцова федерација се наметнаа модерните танци. Така да ние, како нивна членка, моравме да ги прифатиме и можеме да видиме дека и оваја година, значи Скопје Open од 2010 година, веќе 7 години, покрај латиноамериканските и стандардните танци, прави надпревар и во модерни танци. Така да трендот тоа своето си го наметна. Да, така е во светот, но така и кај нас, благодарение на тоа што сте вие во тек со сите овие нешта. Но сепак, првенствено на Скопје Open се стандардните и латиноамериканските танци. Без нив Скопје Open не би постал. Тоа е она што го одбележува, тоа е на карактеристично за и што него, го изгради брендот Скопје Open. Кои се и колку имаме еви до ден денес стручни лица во вистинска смисла на зборот, кои што нели си ја носат титулата инструктор, говорам во однос на тоа колку има интерес и колку има луѓе кои што ќе успеат своето знаење и би рекла и својата љубов према танцот да ја пренесуваат на останатите. Мора да признаете во последно време, барем еве во Скопје, а верувам и во Македонија, зголемена е бројката на и инструктори и места каде што луѓето нели може да изберат и додат сето тоа да го изучуваат. Меѓутоа сепак ако говориме за едно професионално ниво, се знае што на кое што треба да го поседува еден инструктор како знаење и способност за да биде тоа во вистинска смисла на зборот. Значи да се навратиме со години наназад. Во 74-та година единствен инструктор по танци беше Тодор Миладинов, кој што својата желба и ентузијазум почна да го гради понатаму. Тодор Миладинов создаде многу инструктори, кои што и продолжија својата работа со тоа што отворија и своји клубови, кои што фигурира во Танцовата спортска федерација на Македонија. Тие инструктори има за задача, значи преку семинари, преку остручување, преку обучување, наградување на своето знаење, значи да се прошируваат, да го зголемуваат своето искуство, знаење и да го пренесуваат на младите. Сите досегашни клубови што се отворени, можеме да кажеме дека сепак потекнуваат од Ритм Плюс. Тоа се наши членови кои што доаѓале на курсеви, кои што се надпреваруваат, кои што имале желба, отвориле свој клуб, под нивните клубови, некои нивни членови отвориле своји клубови, сето тоа. Но ако збориме за стручноста на инструкторите, можам само да кажам дека да се оградам за сите останати клубови, не би сакала никого да навредам, затоа што знаеме дека можете да поминете и неколку месеци на курс, па сте отвориле своја школа, па сте станали инструктор. Во нивната работа не сакам да навлегувам за да не навредам никого, но сакам да зборам за стручноста на Танцовата спортска федерација на Македонија, каде што сите членови кои што се членки клубови имаат инструктори кои што се лиценцирани и кои што се стручни во својата работа. Сето тоа го докажува и нашето ниво на напредување, затоа што нашите танцови двојки високо котираат на меѓународните првенства. Танцовата спортска федерација е примена во Агенцијата за спорт и млади, каде што ние веќе го носиме и називот спорт. Примени сме во Светската танцова федерација, повторно со називот спорт. Светската танцова федерација е примена во Олимпискиот комитет, каде што веќе танците во 2024 ќе се најдат и како олимписка дисциплина. Можеме да кажеме дека веќе следната година, во 2018 година, можат наши надпреварувачи со брейкденсот да се надпреваруваат на младинските олимписки игри што ќе се одржат во Буенос Ајрес. Значи можеме да кажеме дека многу напредува нашата федерација. Инструкторите не се стручни, значи како што кажав, веќе се лиценцирани со образование, со наградување на своето преку семинари, преку се. Навистина е убаво тоа да се слушне сите оние кои што сакаат да се занимаваат со оваа работа, што носат љубов кон тоа и поседуваат нормално талент. Ете и кај нас имаат начини сето тоа да го развијат и тоа е сосема позитивно. Ете и малку повеќе ќе позборуваме за настанот кој што ни предстои. Сакам со нас да ги споделите деталите, категориите, како е генерално целото ова надпреварување поделено што се однесува до нели типовите на танци, возрастите и нели начинот на кој што ќе се надпреваруваат сите учесници. Значи како што веќе спомнав,
Меѓународниот танцов надпревар Скопје Опен е познат по стандардните латиноамериканските танци, каде што ќе заземат и централно место. На нив ќе им се приклучат во останатиот дел од денот, на нив ќе им се приклучат и останатите модерни танци, кои што веќе се наоѓаат на листата во Светската танцова федерација. Стандардните латиноамериканските танци ќе бидат поделени во два дела. Значи, имаме танцови двојки, Open, во 5 танци, каде што ќе се надпреваруваат како Джувенили 1 или по наше Пионери 1 до 9 години, Пионери 2 10 и 11 години, Јуниори 1 12 и 13 години, Јуниори 2 14 и 15 години, постари младинци, каде што се тоа танцови двојки 16 до 19 години и возрастни над 19 години. Така се поделени како во стандардните, така се поделени и во латиноамериканските танци. На нив ќе им се приклучат и танцови двојки кои што ќе танцуваат во 3 танци. Тоа се танцови двојки кои што не се надпреваруваат на меѓународни надпревари, значи тоа се танцови двојки кои што се почетници, сега влегуваат во светот на танцот. Сето ова е можеби ново за нив. Стравот е малце страво да го изгубат тремата, значи тоа се танцови двојки кои што тек започнуваат и сакаат да видат како изгледа. И се надеваме дека некогаш од тие танцови двојки за кратко време ќе се приклучат на А-лига танцови двојки кои што веќе се надпреваруваат во 5 танци. И нивните исто старосни категории се поделени на Пионери 1, Пионери 2, млади младинци, младинци, постари младинци, возрастни. Кога ќе заврши сето овој дел, значи се приклучуваат модерните танци, каде што веќе имаме голема конкуренција во латино соло, каде што ќе се надпреваруваат во 3 танци, тоа се исклучиво девојки, кои што ќе се надпреваруваат во чачача, румба и џајв и ќе се донесе една оценка. Потоа имаме синхроно танцување во латино, имаме латино шоу, имаме стандард шоу, имаме all ladies формации групи каде што девојки танцуваат формациско. Имаме зумба латино, акробатски рок-н-рол формации, хип-хоп соло, хип-хоп дуо, хип-хоп група и формации, стрит денс соло, дуо, група формации, електрик буги, вок, хал денс, хаус денс, балет, бројот на модерен балет, контемпорари, значи огромна палета, широка палета и категории ќе категории. бидат, дисциплини ќе бидат многу. Може ли да се каже сепак за која од овие дисциплини се уште постои најголем интерес и најмногу пријавени учесници? Латиноамериканските танци. Сепак латиноамериканските танци. Значи, секој клуб, секој инструктор може да каже дека некоја дисциплина кај него, нели е позастапено, но фактот е дека латиноамериканските танци секогаш биле најзастапени и девојките секогаш сакале да се надпреваруваат во латиноамериканските танци. Што повеќе заради гардеробата, што повеќе заради движењата, но факт е дека и танчерките во латиноамериканските танци се најдобро градените спортисти. И морам и тука да поставам уште едно потпрашање од сите тие латиноамерикански кој е исто така фаворит меѓу нив? Еден дали може да изберем или да кажете тоа според искуството, заради тоа што искрено танцерите сите танци во латиноамериканските си ги сакаат. И самбата, и чачачата, и румба, и пасадобли џај имаат своја убавина. Така што не така не би можам да конкретно некој посебен, сите танци се убави. Ќе позборуваме ајде уште малку и за жирито, луѓето кои што ќе имаат улогата да бидат оценувачи на сето ова, а ќе имаат обемна работа. За какви личности станува збор? Дали жирито е интернационално или единствено личности од Македонија ќе се најдат во таа улога? Значи, од Македонија ќе судат само 2 судии, кои што се со ВДСФ лиценца и едниот од нив дури има и ВДСФ за главен судија. Можам и нивните имиња да ги спомнам, тоа се Верица Василевска, ВДСФ судија, која што воедно е и организатор на меѓународниот танцов надпревар Скопје Опен, и вториот е Владко Павлевски, кој што е исто ВДСФ судија.
На нив ќе им се приклучат уште 7 суди, ВДС суди, кои што доаѓаат од Грција, Бугарија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, значи тоа се суди со ВДС лиценца. Ќе си ја знаат својата работа и се надеваме дека нели на вистинското ниво ќе си ја завршат како што секогаш претпоставувам така. Бидејќи рековте во текст сте со она што се случува и на меѓународен план, може ли да се каже дека во текот на целата година и постојано во различни земји оние барем кои што сакаат и се посветени на оваа работа имаат можност каде да се представуваат? Има ли во доволно голема мера настани посветени на овие танци? Затоа што верувајте дека секој викенд има барем по 5 до 6 меѓународни танцови надпревари на секаде во светот. Така да сите наши танцови двојки кои што сакаат да настапуваат на вакви меѓународни првенства, на светски отворени првенства, значи имаат широка палета на избор. И може да одат каде што сакаат се ако финансиите дозволуваат. Зашто сепак треба да кажеме дека танцовите двојки се финансираат сами. Нивните родители се најголемите спонзори и поддржувачи. Така да се додека финансиите ги имате, вие можете било каде да отидете на овие меѓународни надпревари. И претпоставувам дека како и во многу области, така и тука постигнуваме успеси. Еве вие конкретно може да кажете за танцовиот спортски клуб Ритам Плюс. Чисто и нашите гледачи да знаат кои се можеби нашите посериозни успеси на наши македонски представници на вакви настани. Значи, танцовиот спортски клуб во текот на овие 43 години учествувал на, да не кажам, безброј меѓународни танцови надпревари, европски, балкански, светски. Имаме танцови двојки кои што се балкански прваци. Имаме танцови двојки кои што високо котираат и на светско првенство. Прваци се и на меѓународни првенства. Ритам Плюс може да се пофали со над 500 освоени пехари. Не први места, зборуваме за пехари. Први места сме над 1500. Нашите девојчиња во соло латини формации стануваат балкански прваци, меѓународни прваци. Значи високо стварно котираме на овие меѓународни првенства. Нашите танцови двојки можеме да се пофалиме дека котираат и меѓу првите 300 танцови двојки во светот. Значи тоа не е мала бројка. Воопшто не е мала бројка. Да, сето ова пожртвуваност, значи следува на пожртвуваност, на дисциплинираност, на желба на работа, љубов кон сето ова, било дека танцот е начин на живот, вие ќе се согласите со тоа? Да. Да, претпоставам дека комплетно ќе се согласите. Сакам да кажеме некои информации и за публиката. Јас спомена во најавата, настанот ќе се одржува во спортскиот центар Борис Трајковски. Сите оние кои што сакаат да бидат дел и одблиску да гледаат што ќе се случува, на кој начин ќе може тоа да го сторат, дали се достапни влезници, каде може да ги најдат, еве нека бидат овие детали за нив. Како што веќе кажавте, меѓународниот танцов надпревар Скопје Опан ќе се одржи на 28 октомври во малата сала на спортскиот центар Борис Трајковски. Влезниците ќе бидат слободни, нема да се наплатува, бидејќи покрај тоа што Скопје Опан е 33-то издание. Оваа година се одржува и 20 години меморијален надпревар Ана Делевич, кој што го одбележуваме по повод 20 години од трагичната смрт на наша танчарка. Така по тој повод решивме, организаторите од Ритам Плюс, да влезниците бидат бесплатни, да на сите љубители на танцот им дозволиме да дојдат и да го проследат овој настан и со нас да ги споделат убавините на танцот. Танцови двојки ќе имаме, значи од секаде, надпреварувачи ќе имаме од широм Европа, така да надпреварот започнува од 9 часот на Сабајле, а завршува во касните вечерни часови. Целодневно уживање за сите тие кои што ќе сакаат. Главното отварање, да. Од 9 часот, значи започнуваме со најмалите, тоа ќе бидат оние џувенили еден кои што се 5, 6, 7 години. Значи најпрво со нив. Во 14 часот е отварањето на меѓународниот танцов надпревар, каде што веќе ќе имаме званично отварање од членовите на танцовиот спортски клуб Ритам Плюс
и веднаш по отварањето следуваат најубавите танци, тоа се стандардните латиноамериканските танци, и веднаш по нив завршуваме со вториот дел на модерните танци. Да, јас се надевам дека нашите гледачи уживаат во инсертите кои што ни ги донесовте, еве дел од атмосферата како изгледа тогаш кога нели можете да присуствувате на една ваква убава атмосфера и буквално да уживате. Рековте дека има учесници од различни земји. Претпоставувам дека тоа што доаѓаат, дел од нив веројатно и се враќаат повторно тука, и благодарение на позитивни впечатоци што ги имале претходно и во минатото. Имате ли, онака буквално да кажам, редовни гости кои што сигурно очекувате дека ќе бидат дел од нас? Сите што учествувале на нашиот надпревар Скопје Опен повторно се враќаат секоја година. Затоа што можам да кажам дека Скопје Опен е единствениот надпревар која што не тежне кон бројност, туку тежне кон квалитет и конкурентност. Кај нас, иако немаме, да кажам, нека бројка од 2000 надпреварувачи, сепак ние имаме голема конкуренција во одредени дисциплини и квалитетни. Значи, сите оние што ќе дојдат во сабота да го гледаат надпреварот, ќе гледаат квалитетни танцови двојки, квалитетни надпреварувачи, квалитетни формации. Значи, нешто најдоброто што го има Балканот и Европа. Со ова потврдувате дека одново ќе има висока конкуренција, така? Висока конкуренција веќе имаме, затоа што веќе самиот распоред кога го видовме е со стварно на вистина голема конкуренција. Ете, тоа ќе допринесе да се гледа, да биде по-квалитетно и поинтересно. Поинтересно. Само би напомнала дека коорганизатори на овој танцов надпревар е и Танцовата спортска федерација на Македонија и Сојузот на спортските федерации на Македонија, која што од оваа година станавме нивен член како 46-та федерација. Иначе медиумски покровители е вашата куќа. Значи, тоа морам да го напомнам, дека вие медиумски ќе не покриете. Иначе главни спонзори на овој надпревар се Агенцијата за спорт и млади, градот Скопје, Министерството за култура. И покровители на овој надпревар ни се Пиквеш, вашата куќа и уште некои фирми. Да, ете и тие кои што ни ги напоменавте нема да се налутат, сакав само да додадам честни и задоволство што ете можеме да бидеме и сведоци поддржувачи на еден ваков преубав настан. Некаде кон крајот на разговорот сакам да дадем информации за оние деца, млади, возрастни родители кои што можеби го следат нашиот разговор и ете имаат желба да бидат дел од овој свет. Секогаш вратите на вашиот клуб претпоставувам се отворени за нив. Меѓутоа ете кој е најлесниот начин да дојдат кај вас и што е потребно да поседуваат за да можат ете да започнат да се развиваат самите себе си, да развиваат својата љубов кон танцот. Значи како што веќе кажавте, вратите на Танцовиот спортски клуб Ритм Плюс во секое време се отворени. Ние се наоѓаме на улица Борка Талевски 12Б во близина на Грчката амбасада или во близина на основното училиште Песталоци. Може да се запишуваат деца од 4 годишна возраст па до немаме граница на возраст. Може да се запишуваат значи во почетните групи во стандардни и латиноамерикански танци, во почетните латино формации, латино соло, зумба латино, акробатскиот рок-н-рол. Имаме за зумба за возрастни. Нашите курсеви не се затворени, значи во секое време може да ни се обратат. Нашите телефонски броеви се 070 888 317, 070 332 403. Значи во секое време може да ни се обратат, може да дојдат во нашите простори, да пробаат час-два, да видат како сето тоа изгледа, потоа да се одлучат дали ќе се запишат или нема да се запишат. Значи, било која возраст може да ни се обратат. Ете, сите се добре дојдени. Ви благодарам многу за сите информации кои што ги споделивте со нас, со нашите гледачи. Би рекла и би честитала тоа што ја негувате оваа преубава традиција и овој прекрасен настан по 33-ти пат ќе се случи. Се надевам дека на убав начин го најавивме и дека ќе помине во најубаво можно светло, а потоа да зборуваме одново за впечатоците и како беше атмосферата на 33-тото издание на Скопје Опен во 2017-та. Уште еднаш ви благодарам за вашето гостување. Ви благодарам и на вас на поканата.
Да, преку овој разговор се надевам дека на некој начин ве поттикнавме, па и вие да бидете дел од Скопје Open 2017. Уште еднаш подсетувам, 28 октомври, спортска сала Борис Трајковски, влезот е бесплатен за сите оние кои што имаат желба да појдат и да уживаат во танцот. Ние продолжуваме понатаму со Македонија денес, уште малку музика, а потоа и последната тема во рамки на денешното издание.